Ако прашате христијани зошто носат крст, веројатно ќе си помислат дека прашањето многу апсурдно, зашто нормално христијаните да носат крст. Сепак, нели, Христос отиде на крстот, тамо го изработи нашето спасение. И ова Евангелие постојано говори за крстот како за част или момент во кој што тој се прославува. И на крајот на криштата, секоја религија си има некој символ со кој се идентификуваат следбениците на таа религија. Јудеите си го имаат, си имаат Давидовата звезда, муслиманите го ја имаат полумесечината, христијаните го имаат крстот, будистите лотосовиот цвет и така натаму. Тоа е знак со кој или символ со кој се идентификуваат и покажуваат својата припадност. И, како што не реков, сепак, нели, крстот е она што го одбележува христијанството. Таму отиде Бог на крстот. Меѓутоа, ние никаде не наоѓаме, нели, во Новиот Завет како заповед или нешто што би ни укажало дека крстот треба да биде нашиот идентитет, нашиот символ со кој се покажуваме како Христови ученици. Впрочем, раната црква, раните, древните христијани не носеле крст, зашто за нив било непоимливо да носат крст. Крстот е средство за екзекуција, мачно средство, нешто вулгарно, нешто грубо. Дури зборот крст не се изговарал, зашто асоцирало на нешто многу лошо. И затоа раните христијани многиле други начини да го покажуваат својот идентитет, например преку рибата, бидејќи самиот збор ихтус или риба, содржи криптограм кој има, нели, значење дека Исус Христос Божјиот син е спасител. Тоа е, нели, кратенката од ихтус Исус Христос, Теос Хјуе Сотер. И затоа, нели, наоѓале некаква символика во рибата. И самиот Христос ни покажува, ни укажува некаков начин на кој ние можеме да го покажеме нашиот идентитет. Начинот не е лесен, не е со тоа што ќе си врземе нешто на раката или ќе си обесиме на вратот или ќе си го закачиме на реверот. Така е најлесно. Така секој може да се представи како христијанин, кој ќе си закачи некаков символ. Начинот на кој што Христос ни го даде како, нели, покажување нашата припадност или нашиот Христов идентитет како следбеници е преку оваа заповед, која некој нарекуваат 11-та, тоа од писмата на Самуел Радарфорд, понатаму ќе кажам, таму за прв пат се појава тоа разбирање за 11-та заповед. Но Христос им рече, во овој текст што го прочитавме, по ова сите ќе ве познаат дека сте мои ученици. Тоа ќе биде начинот во кој што луѓето ќе ве идентификуваат како мои следбеници, кои имате љубов меѓу себе. И ја нарече нова заповед ви давам. И затоа многумина се согласни дека тоа е сумом бонум на христијанството, највозвишеното добро. Секако никаде во Новиот Завет не пишува ова е највисоката добродетел или највисокото добро. Меѓутоа сепак очигледно дека Новиот Завет става акцент на љубовта. Двајца од луѓето кои биле сведоци на тој чин, кога Христос им дава таа нова заповед, биле во таа горна соба или одаја, Јован, например, е наречен апостол на љубовта, затоа што во неговото прво послание основната тема е љубовта. И во 4 глава, како да го преповторува тој момент кога Христос им дава таа заповед. И дури, нели, во таа 4 глава на неговото прво послание вели Бог е љубов. Така како е некаков идентитет, некако представува Бог во љубов. Петар, кој исто така е сведок во неговото прво послание во 4 глава, кога вели што треба да имаме како добродетели на крајот. Завршува и вели, а пред се, или над сето тоа, имајте постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Нели благодатта, Христовата благодат покрива. Љубовта покрива, вели, многу гревови. Тоа е друга тема.
Апостол Павле, па кој не бил таму сведок на тој настан, говори, тој е напишал на 13 глава на првото послание до Коринтијаните, каде што се говори за љубовта, која е љубовта, каква е љубовта. А пак по Колосјаните, 3 глава, кога вели како христијански избраници Божи, нели, да се облекуваме со кои добродетели, и ги наброви на крајот, вели, а над сето тоа, како најгорна облека која што се гледа и ве представува, облечете се во љубов, која се друго ќе поврзе во совршенство. Сите тие други добродетели ќе ги врзе, ќе ги стегне во едно, во совршенство. И знаете што ме остава впечаток, што еве сите овие автори, што ги спомнав, ги истакнуваат љубовта, би кажал дека за Јован можеби не е ни чудно да говори, да пишува за љубовта. Тој е оној кој се подпираше на крајите на Христос, тој беше умилениот ученик, тој е наречен апостолот на љубовта. Неговото, ова Евангелие некои го нарекуваат Евангелие на љубовта, на Божјата љубов. И за него може да кажеме дека, ајде во ред. Меѓутоа, Павле го знаеме како некој кој што беше како суров човек, убиец. Тој беше убиец, ревностен убиец. Тој учествуваше во убиството на првиот христијанин, Стефан. Потоа почна прогонство на црквата, ги апсеше христијаните, им влегуваше во домовите, мажи, жени, ги врзуваше, ги малтретираше, ги убиваше. Пишува во 9 глава на делата на апостолите, дека од ноздрите му излегуваше жет за христијанска крв. Исто тој човек гледаме како понатаму пишува за христијанската љубов. Ние сме несовршени како луѓе, меѓутоа во нешто, например, секој е така да кажеме добар. И знаеме она во што ни лежи да го истакнуваме како најважното. Например, оние што проповедат велат, тоа е најважното. Треба да проповедаме. Но нешто има најсилна страна евангелизирањето и кажат, тоа е најважно. Евангелизирањето е најважно. Они што се по теологијата, по доктрина кажат, тоа е најважно. Тие па што славители кажат, па нема поважно од славењето. Или пак, они па кој што не ги интересира теологија, кажат, љубовта е најважното. Треба да се љубиме едни со други. Така, како несовршени, го истакнуваме она и го наметнуваме, во кое што така сме силни, ни лежи. Меѓутоа гледаме дека Петар и Јован и Павле, кои се различни, како природи човечки, сите се согласни за ова учење на Христос, се согласуваат со таа забава што им ја дава. Дека навистина таа е како клучна и треба да обрнеме сериозно внимание. Тоа е нашиот идентитет, Христовата љубов. И ова заповед е почетокот, така да кажеме, на таа долга беседа што Христос ја има со учениците последната вечер, во таму каде што вечерат, ја вечераат пасхалната вечера. Она што се случува претходно, на почетокот на 13 глава е миењето на нозете, Христос така почнува да ги поучува на таа љубов, што тој, иако Бог, иако оној што седи на главното место на трпезата, се соблече, зеде крпа, зеде улога на слуга и им ги изми нозете на учениците. После тоа следи предавството, онај момент кога Христос го праќа. Јуда им вели, оди и направи го она што треба да го направиш. И од тој момент така почнува, се задвижува процесот на предавството, неговото распнување. И тоа Христос ќе каже, еве, се прослави Синот човечки. Значи, наближува моментот кога Христос ќе биде распнат и тоа е оној момент кој тој го нарекува часот, мигот на неговото прославување. И овој дел, крајот на 13 глава, е вовед. Е вовед кој кон целата таа беседа, секој вовед е многу важен. Воведот не насочува потоа кон темите. А тој вовед, всушност, е таа нова заповед. Воведот е љубовта за која што говори.
се понатаму што тој ќе каже за службата на учениците, кој е смислата на христијанството, за плодот кој треба да го пренесуваат, за нивната врска со Христос, поврзаноста како лоза и прачки, сето тоа на крајот некако е втемелено на тој вовет овдека, на таа заповед. И разбирањето на овие нешто што овдека ќе ги каже во тој пролог, што претходи на заповед, а тоа е неговото прославување, се темел на останатите теми што ќе бидат представени во следните глави, во следните 4 глави, до крајот на 70-та. Интересно дека сето тоа, или тој пролог, така да кажеме, почнува кога ќе излезе некој. Кој излегува? Излегува Јуда. Христос ќе му рече, оти, направи го она што треба да го направи, што брзо направи го, да не губиме време. Треба да се прослави Синот човечки, Божиот Син. Некако како Јуда да не припаѓаше во групата на која што треба да бидат проповедани овие лекции за учеништво, зашто тој не беше еден од нив. Јуда не беше Христов ученик. Тој требаше да се замине и од тука натаму сега Христос го почнува тој час по учеништво на учениците. И се релаксира атмосферата. Сте биле сигурно некојаш во таква група во која што, нели, треба да се почне тема, но некој не е, како велат, со издух, со поинаков дух. И тоа создава така нелагодно чувство, не може да се опуштат другите, се додека тој некој не излезе и кога тој ќе се отиде, веќе почнуваат сите да слободно да разговараат и да ги дискутираат темите околу кои што имаат согласност. Нешто слично овдека се случува. Христос чекаше Јуда да се отиде, па да почне да ги поучува учениците. Но не само тоа, нешто повеќе. Тој излезе и со тоа го стави, како што реков, во погон тоа дејство на апсење и распнување на Господ Исус. Веќе тој процес е неповратен. Влезе сатаната во срцето на Јуда и покрај сите можности што Христос му ги даваше на Јуда. Таа почит што му ја покажа, му ги изми нозете, го постави на почесно место, му даде залак од јадењето, од чинијата. И сето тоа Јуда го отврли, го избра сатаната, му влезе во срцето и во тој момент Христос рече оди. Се задвижи тој процес неповратно. И Христос на тоа ќе се надоврзи и ќе каже: сега се прослави Синот човечки и Бог се прослави во него. Времето во кое што Христос говори е завршено, како дејството веќе да е завршено, веќе тоа како да се случило. Да, тој користи специфична или она граматичка форма што ја користат пророците во Стариот Завет, кога за идни дејства говорат како за веќе завршени. И идејата на сето тоа е да внесат сигурност во настаните, дека тоа сигурно ќе се случи, дека тоа е веќе завршен факт. И Христос го користи тој пророчки перфект, кога говори за тие настани на крстот како за веќе да се случиле, толку се сигурни. Секако нели говори за крстот, тоа е неговото прославување. Тој ќе биде распнат таму и ќе умре за избраните Божи луѓе. Дојде часот, вели. Пред тоа рече, кога ги виде елините, повторно како завршна работа, дојде часот да се прослави Синот човечки. И тоа е потенцирано овдека. Темата за прославување е многу важна. Таа претходи на новата заповед. Таа заповед што ќе ја даде Христос на учениците е неможна за извршување без ова што ќе го каже овдека. Што значи дека Синот човечки се прослави? Кој е прославувањето на крстот? Мисли на својата смрт. Сега, ако сме искрени во нашето човечко разбирање, нашата човечка перцепција за смрт, Христовата смрт не влегува во категорија на славна смрт. Ние имаме изградено
идеи за славна смрт. Славна смрт имаат хероите, народните херои. Оние кои се бореле на мечкин камен до последниот куршум и на крајот го оставиле последниот за себе, јуначки умреле за не паднат во рацете на непријателот. Не, тоа е славна смрт, херојска смрт. Во литературата смртта може и да се романтизира. Нели? Ромео и Јулија не можат да живеат еден без друг и на крајот решаваат да си го одземат животот, зашто и тоа е таа роман, и таа е славна смрт, нели? Од љубов решаваат да умрат. Но каква беше Христовата смрт воопшто на луѓето така, според нашата перцепција? Луѓето кои беа таме и беа нели сведоци на таа смрт, гледа еден човек кој што беше претепан, исмеан, понижен. И тој висеше немокен и тие го гледаа, вела, гледате ли, немокен, тој не може да се ослободи, не може да се спаси. И го исмеваа. И тоа висеше како разбойник меѓу разбойници, тоа е казната за разбойници. Тоа е човечката перцепција. Нема ништо славно ако гледаме од човечка перспектива за неговата смрт. А сепак Христос вели, тоа е часот на кој тој се прославува. Таму ме прослави Отецот и ќе ме прослави и јас го прославив. И што значи зборот да се прослави некој? Тука е зборчето докса кое уште порано решиле еврејските преведувачи на Стариот Завет да го употребат за зборот кадош или слава, нели, на еврејскиот збор. И овој збор во својата суштина е филозофски. Го селе елинизираните јудеи од античката филозофија, докса кој има така философско значење, тоест докса е мисла. Тоа е вистинското значење на зборот докса. Зашто во нели античката философија мислата е највозвишената филозофска категорија. И мислата што ќе излезе од умот на човекот открива што има, што е умот. И колку еден ум е повозвишен, толку ќе биде повозвишена неговата мисла. Тоест мислата открива колку е возвишен еден ум. Тоа е античкото значење. В Новиот Завет зима слична содржина и секогаш овој збор нели го користи за Божјата слава. Тоест, славата е откривањето на таа внатрешна природа, на внатрешниот карактер, преку нешто да биде покажен, да стане видлив. И кога Христос вели на крстот е прославен, на крстот се гледа што е во Божјиот карактер, што е во Божјата природа. Јасно, може би најјасно, се гледа таму на крстот. И во контекст на таа проповед што следи понатаму и во нели останатите глави, ние гледаме што значи Христовото прославување и колку тоа е важно и за нас, практично, како христијани. Што се објави таму на крстот? На крстот се објави Божјата премудрост. Кога Павле говори за Божјата премудрост и ја споредува со човечката мудрост пред мудрите коринтяни во посланието до коринтијаните, во 3 глава вели Божјата премудрост е толку совршна што никој човек и најголемите умови во историјата на човештвото не може дури на памет да им дојде што мисли Бог. И тука говори за Христовата жртва на крстот. Мудрост или премудрост која решава големи, така да кажеме, дилеми, вечни дилеми. Како праведен Бог ќе оправда неправеден грешник и при тоа Бог да не направи компромис со својата праведност. Другите религии кои се градени во човечката мудрост говорат за спасение во кој човекот се усовршува постојано, праведен, нели прави дела и на крајот Господ решава да го прими во својата праведност со својата човечка изградена праведност. На тоа се градат човечките разбирања за спасение. И на крајот човекот толку многу може да направи добри работи што еве ќе стане како Бог, праведен Бог ќе каже ајде ќе направам компромис. На крстот ние гледаме совршено решавање на тие Божји дилеми.
С тоа што Бог, праведниот Бог, го даде својот син, својот праведен син, синот Божи. Узеде на себе својот греф, човечкиот греф. Пострада за тој, беше казнет, а нам да ни ја даде неговата праведност. Не обяви праведен. Ни ја подари неговата суштина на правда и се представуваме пред Бог во Христовата правда. И таа е таа Божја премудрост, која се покаже на крстот, ги реши тие дилеми за Божјата праведност и оправдување на грешниот човек. Зашто Бог не направи компромис на својата праведност. И се гледа Божјата љубов, бидејќи тоа го направи Бог по цена на жртвата на својот син. Зашто Бог толку го возлюби светот, нели Јован пишува, што го даде својот син, секој кој верува во него да не погине, но да има живот вечен. Толку беше голема Божјата љубов. Својот син го жртвува. И се покажа сила. Да, на крстот луѓето гледаа еден немокен, презрен човек кој виси, а тамо на крстот се извојува победа. Победа над темнината, победа над сатаната. Павле, например, пишува неговото послание така сликовито, таа битка на крстот, вели, откако ја зграби силата на началствата и властите, тој ги изложи јавно на позор, славејќи ја во себе победата над нив. Со други зборови, сликата што ја дава овде Павле е освоени непријателски единици, разоружени, земено име оружјето, врзани се во лисици и оставени таму луѓето да ги гледат, да се срамуваат вака победени. Тоа е сликата што Павле ја представува овде за тие сили, за сатаната и неговата армија. Разоружена е, победена е, совладана е, заробена е. И тоа е Божјата сила која се покажува на крстот. Љубовта, мудрост и силата. И нешто повеќе што е важно овдека, важно за нас, во контекст на заповедта што ни ја дава. Павле вели во Галатјаните, или подобро е да земеме друг стих, во 2 Коринти 5:21, вели, оној кој не знаеше греф, Бог го направи греф за нас, за ние да станеме праведност Божја. И тука оди многу подлабоко од тоа едноставно превземање на себе на вина за греови и со тоа казна, Божја казна. Да, тоа ја зеде вината за нашиот греф, Божјата казна за греот и го истрпи на крстот сето тоа. Меѓутоа и нешто повеќе направи Христос, што е повторно во рамките на таа демонстрација на Божјата сила, како прославување на Бог, откривање на Божјата сила. И тука Павле користи термини кои одразуваат сушност, суштина. Тој кој што во својата суштина е правда, тоа е Божјата бескрајна природа, правда. Оној кој што е правда, ја зеде нашата суштина, а нашата суштина, човечка, без Христос, без Бог, е греф. Тоа е нашата суштина, човечката природа е греф. Ја зеде на крстот. Како што ги обесили и обезоружи, така да кажеме, тие власти, така ја обезоружува нашата падната природа. За да ни ја даде неговата суштина, која е правда. Ни ја даде неговата суштина. Нашата суштина да стане правда. И тоа не како некакви абстрактни категории, но како живот, суштина. Нашата човечка суштина е греф и затоа ние живееме во греф, тоа е нашиот живот. Тоа зеде таа суштина на крстот, за да ни даде суштина правда. Тој да ни го даде неговиот живот, а во неговиот живот ги има сите тие слави за кои говориме овдека. Да имаме силата, да имаме и она што го заповедува на крајот на Христо, кој во основата на се друго што понатаму следи. Неговиот живот е неговата љубов. Сето. И затоа Павле вели во Галатјаните 2 глава, преку вера, јас се сораснав со Христос. Што значи јас се сораснав? Ја сораснав мојата суштина,
мојата природа. И таа таму умира, ослабува постојано. И сега вели, не живеам јас, туку неговата суштина живе во мене. И тоа што го направи Христос, и затоа се прослави. Зашто не само што го зема гревот, за да не оправда од Божјата казна, но ни даде нова суштина. За да можеме да го живееме тој живот што овдека е понатаму представен во ова Евангелие. Без таа жртва на крстот, тој живот е невозможен. И тие заповеди што ќе ги даде понатаму се безсмислени. Ако ние не можеме да ги живееме, тој напразно не ги дава. Но никој пат Бог не ни дава заповед, кој што и не ни дава можност да исполниме. И тоа е големото прославување на Христос, таа сила. И не завршува на крстот се, Павле продолжува, тоест Христос продолжи кога вели, ако Бог се прослави, и него Бог ќе го прослави, и наскоро ќе го прослави. И тука говори веќе за крст. Христос на крстот го прославува Отецот, ама и Отецот го прославува Христос. Во сите тие дејства што ќе ги изврши, воскресението на Христос, вознесението на крајот на Криштото е потврдата дека сето тоа е прифатено од Отецот. Ако Христос не се вознесеше, ќе паднеше се во вода. Самото вознесување и поставување на Христос од десно на Отецот е чин кој покажа дека сето тоа навистина е одобрено. Христос е прославен во тоа што го изврши. И сето тоа пак се однесува, или во таа преку верата, во тоа идентификување со Христос и за нас. Павле се моли за ефесијаните, Бог да им ги отвори очите на нивните срца, да видат силата која ни стои на располагање. Тоа е таа воскресенска сила што Христос ни ја дава на крстот. Воскресенска сила која е неопходна во нас за да го живееме тој живот кој Христос. Тој ни го даде воскресенскиот живот свој. Тој ни даде неговата суштина, неговата природа. Понатаму тој ќе го вети доаѓањето на утешителот. Утешителот кој во нас сушност го носи Христовиот живот. И така ние распнати со него на крстот, преку верата во таа негова жртва, старата суштина умира се повеќе, за да Христовиот живот се вселува се повеќе и повеќе во нас. И тоа вселување на Христовиот живот, што значи на крајот на Криштото? Да живееме како што тој живееше. Да ги живееме тие заповеди за кои живееме. Да сме насадени на лозата како гранки од кои што смукаат живот, Христов живот, врзани за него. Така да крстот воопшто не е пораз, туку носи слава. И тоа е темата на овие стихови. Така го почнува прологот Христос со славата на крстот. Зашто без тоа останатите нешто немаат основа, немаат темел. И затоа толку пати, дури првото правило е тоа, може би не првото, но едно од основните правила на проучувањето на еден текст е многе клучни зборови. Ако има збор што се повторува многу пати, тоа е темата. 5 пати го користи овдека зборот Христос. Прославува. Сака да истакне што ќе се случи на крстот. Учениците кога ќе гледат кон крстот и ќе бидат уплашени, збунети, ќе се чувствуваат изневерени, треба да се сетат дека таму нема очаен човек безпомошен, туку тоа моментот кога се открива Божјата слава. Се она што Бог го замислил, да го спаси својот народ. И така. И затоа можеме да бидеме ние победници во секојдневниот живот. Зашто не само што сме, така да кажеме, ослободени од вината на гревот, од Божиот гнев, но ни е дадени животот, божествениот живот кој го прави возможно да живееме како Христови. И во нашиот секојдневен живот сите да не познаат дека сме негови ученици. И откако кажува тоа за прославувањето, продолжува повторно, подготвувајќи ги учениците за она што следи. За и учењето, ама и она што следи после поуките. Им вели,
чеда, уште малку сум со вас, ќе ме барате, како што кажав порано на јудејците, дека каде што јас одам, вие не можете да дојдете и вам ви велам сега. Така да им каже, ова се последни моменти, јас имам многу важни учења за вас, зашто вие нема да може да дојдете, а темата продолжува 14 глава, кога ќе им каже зошто оди, каде оди и кога ќе ги земе со себе, таму каде што оди. Но сега нема да бидете. Еден ден ќе ве земам со себе, кога ќе ви подготвам оно што треба да го подготвам. Овде кога става само увод кон таа тема во 14 глава. Меѓутоа, начинот на кој се обраќа е повторно така многу нежен, полн со љубов. Употребава зборче текна или текнион во падежна форма, кој значи, тоа е деминутив и се користи за мали деца. Кога сакаш да се обратиш кон некого, така со посебно нежно чувство. Всушност вели дечиња мои. Христос на учениците. Дечиња. Јован го користи потоа во своето послание многу пати. И дури нели вели возлюбени деца или филатекнон. Тука само и ова единствен пат во Евангелијата каде што Христос се обраќа на таков начин кон учениците и очигледно е намерата да ги подготви, да создаде една атмосфера така на блискост, на љубов, да се обрати нежно за да им ја даде. Зашто кога би се дала таа заповед, љубете се еден со друг во еден груб тон, нели, или како така, без да го имат подготвено тоа, нема смисла. Тука тој покажува нежност. И не само друго. Тој седи, тоа е пасхална вечера. Според традицијата на евреите, на таа пасхална вечера, патер фамилијас, тоа е главата на фамилијата, таткото на фамилијата, седи на почесното место и негова е улогата на децата, кои што се присутни на пасхалната вечера, да им ги објаснува значењата, да им открива вистини за Бог. И тука Христос се јавува во таа позиција. Тоа е таткото, тие се неговите деца и да имат таква духовна врска. Тие стануваат негови деца преку жртвата на крстот, нели? Посинување се случува. Но идејата е таа. Тоа е оној фолклор. Тој како татко ги поучува децата, што е многу убав пример. Тоа е улогата на татковците, да ги поучуваат своите деца. И знаете, децата немат подобар учител од своите татковци. Тоа е момент во животот во кој родителот, таткото и мајката за децата стануваат некакви дрти, заостанати во времето, луѓе од диносаурисите кои ништо не знаат. Меѓутоа, како деца, кога се мали деца, нема поголем херој од родителот. Тој знае најмногу во нивните очи, тој е најсилен, тој се прави најдобро. Тоа е разбирањето, перцепцијата на едно дете за својот родител. И затоа нема подобар учител за детето од родителот, од таткото. Детето на никој не верува во поуките од својот родител. Затоа има тука многу млади родители, и тоа го кажа. Моето време заврши, веќе моите деца, во очите на моите деца, јас сум веќе сум диносаурусот, многу заостанал. Но вие како млади родители кои имате мали деца и допрва очекуваме веќе, не знам колку, во моментот три сестри има кои очекуваме бебиња. Не ја пропуштајте, не отстапувајте таа голема привилегија да бидете учители на вашите деца. Учители за најважните вистини. Нема да им оставите ништо позначено на вашите деца од поуките за Бог, за вечниот живот. Најубавите колки, најскапите коли не вредат толку колку овие вечни вистини. Затоа не го продавајте ефтино таа привилегија, таа можност. Не отстапувате на Фейсбук, на улицата или на други. Не. Вие сте тие кои што Бог ви дава голема привилегија да бидете неговите учители на вашите деца и да ги учите
за тие вечни вистини. Како што Христос тука седнува пред учениците, како таткото на тоа место и ги поучува. Со многу важни лекции во тие следни глави што следат. Им дава нова заповед. Нова заповед ви давам. Што значи нова заповед? Во Стариот Завет има заповед за љубов, ако бидеме искрени, во книгата Левит, 19 глава, 80 стих пишува: "Люби го ближниот како себе си." Има заповед. Во Талмудот може да најдете заповеди, објаснувања. Например, една реченица вели: "Бидете ученици на Арон." Тоа од Хилел, кој живел една генерација пред Христос, любејќи го мирот, стремејќи се кон мирот, любејќи ги луѓето и приближувајќи ги кон законот. Значи, тоа е како разбирање. И сега, што значи нова заповед? Зборчето ново овдека се употреба, например, за ново небо, нова земја. Зборчето кајнос, кој не значи ново во времето, онтолошки ново. Туку нешто да добие нов квалитет. И тука го гледаме тој нов квалитет. Ако, например, во Стариот Завет беше "Любете го ближниот како себе си", новиот квалитет е нов стандард, всушност. Ако во Стариот Завет стандардот е човечката љубов, како што некој се люби себе си, така да го люби другиот, овдека стандардот е многу повисок. Стандардот е како што јас ве возлюбив, не како што се любите вие себе си. За тоа е многу повисок стандард, е необходно нешто многу повеќе, нели? И тука се надоврзува овој вовед што го говоревме за прославувањето. Христовата природа во нас, новиот човек, и умртвувањето на старата себична природа. Човечката љубов, колку и да е искрена, таа е насочена кон своите обично, таа е егоистичка, произлегува од таа грешна природа. Христовата љубов може во нас да ја роди, колку и да се напнуваме, нема да ја ние создадеме. Таа ја раѓа, таа нова природа, духот ја раѓа во нас. Зашто таа е совршена љубов. Таа е љубовта која се покажа кога Христос се прослави на крстот. Љубовта на крстот. Совршена. Ние велиме безусловна. Што значи безусловна љубов? Знаете што значи безусловна? Безусловната љубов е совршена. Оди заедно тоа. Условената љубов е љубов која варира. Кога тој се однесува добро кон мене, тоа не ли условот, да расте. Ако ми сврти грб, почнува да паѓа, да се намалува. Па потоа може да осцилира. Знаете што значи совршено? Нешто кое не се менува. Совршено не му треба нешто повеќе, нити пак се намалува. И таа љубов за која што говори. Постојана љубов. Тоа е божествената љубов. И дури глаголското време кој го употреба овдека Христос содржи таа идеја. Кога вели "Любете се еден со друг", глаголското дејство е постојано, сегашно постојано, не завршува. Постојано, любете се еден со друг. Пожртвувана љубов. Љубов која не гледа на себе си, туку на другиот. Христос, како Бог, кој е Бог, стана слуга и ги изми нозете на луѓето, на учениците. И стана слуга на крстот така што умре за грешниот. Пожртвувана љубов, која се смирува пред другиот. Нов квалитет, нов стандард. Но и не само нов стандард, има и нов субјект. Во Стариот Завет е ближниот, а овдека е еден со друг. Тоа не се само термини, има суштинска разлика. Кога Бог ја даваше таа заповед преку Мојсей, таму беше собрано еврејското општество. Сите беа на куп. Да, зборот ближниот е соседот, ама таму сите се соседи во пустината. Сите се еден од друг. И кога кажува "Любете се", за тоа говоревме минатиот четврток од изреките, Викторио нели говореше за ближниот и како треба да биде однесувањето, и го има пред еврејскиот народ. Вие тука, вели, "Любете се еден", люби го ближниот. И за еден евреин е несмислено, неразбирливо, неможно тој да го люби надвор, оно што е надвор од еврејскиот народ. Зашто тие се нечисти. Евреинот гледа на неевреинот, на паганинот,
на нечист, не се допира до него, а не па да го љуби. Не се поздравува. Ако се допре, треба да се очисти, зашто станува нечист. И таа љубов, за кој беше, нели така да кажеме, ограничена на еднетност, сепак беше и таа тешко за остварување. Ние гледаме што се случуваше, нели, меѓу евреите, во неможноста да ја остварат таа љубов. И таа љубов создаваше ли таквата заповед, големо ограничување, така да кажеме, едно непријателство. Евреите гледа и ги нарекуваа на евреите кучиња. И тоа во јазикот има неколку збора за кучиња. Има куче, како она што ми е мое домашно, ама има збор за куче, она што е на улиците, што јаде од кантите за ѓубре или џукела. Тоа е, со таков збор ги нарекуваат не евреите. А пак не евреите, секако повредени од таквиот однос, ги нарекувале евреите како најголемите хейтери на човекот, најголемите човекомразци. А Христос кога вели овдека сега едем на друг, тој ги има во предот учениците, а Христовите ученици ги надминуваат тие рамки. Меѓу Христовите ученици сега веќе влегуваат од секаде, така што ги размива тие граници. Обсегот е многу поширок. И тоа навистина се случува веќе во раната црква. Не само тие етнички, сите други вакво граници. Александар Мекларен вели роб и слободен, машко и женско, еврин и елин, учен и неук, се фатија за раца, седнаа на една маса и се почувствуваа како едно во Исус Христос. Сите тие граници беа измиени. И тој предизвик да се живее заедно. Многу лесно да се збори за таа заповед. Многу е тешко. Многу е тешко да љубиш како Христос, многу е тешко да го љубиш секого. Тука се размиени границите. И знаете ли што? Колку човек повеќе се посветува на Бог, толку повеќе гледа колку е тешко тоа. И толку повеќе се издига Божјата слава. Ама и толку повеќе човек разбира дека има потреба од Христос, од таа жртва на крстот, од неговото дело, во вера да биде негово дело, во неговиот живот, да го живее воскресенскиот живот на Христос, таа воскресенска сила што тој ни ја дава на крстот. Знаете ли, најлесно е да се исполнува таа заповед за оние кои не ја исполнуваат, не ја разбираат тежината. И затоа, колку човек повеќе се посветува на тој христијански живот, толку повеќе разбира колку е слаб и колку му треба Христос, колку му треба Христовата љубов, колку му треба Христовата благодат, колку му треба Христовата помош. И се оно што го кажува Христос на самиот почеток на оваа проповед. За жал, ние се занимаваме со многу други прашања и го губиме она важното. Христијанскиот живот треба да го живееме. Не е лесен воопшто да се живее, ако вистински го живееме Христовиот живот. И тоа ќе не води кон уште поголема љубов кон Христос, зашто знаеме дека без Него не можеме да го живееме тој живот. Немохни сме. Во нас има една мизерна, егоистичка љубов, која цело време се бори да надвладее и таа љубов да биде покажена во односот кон луѓето. А Христос вели, мојата љубов треба да биде вашиот стандард. По тоа сме препознатливи како Христови следбеници. И тука ќе вклучам една анекдота, која од писмата на Самуел Радарфорд, не знам како правилно да го изговорам на македонски, оние што не знаат, повеќето знаат, тој е еден од пишувачите на Вестминстерскиот катехизис и на она малата скратената вери, малиот катехизис. Човек кој што бил, тој е презитеријанин, пуритан, почетокот на 17-тиот век, кој лежел во затвори, бидејќи не се согласувал со политиката, посебно на Чарлс I, кога доаѓаат тие судири меѓу ројалистите на англиканската црква и пуританите во судир. Чарлс I се бил отворен католик. Во тоа време живее еден друг архиепископ,
Ашер беше, нели, оној што ирскиот архиепископ на англиканската црква, кој па бил ројалист, како англиканин, поддржувач на политиките на царот, Джеймс Ашер. И во тие писма на Радарфорд, и овој текст се спомнува, се вклучува како илустрација кога говориме за овој текст, бидејќи соодветствува, решил Ашер еден ден да отиде и отишел во градот каде што служел Радарфорд. Разбрал дека таму живе познатиот Радарфорд и чукнал на вратата. Гостопримството било добродетел меѓу христијаните. Тој не ни знал Радарфорд кој на вратата. Му рекол, повели, влези, од каде си, од Ирска, влези. Било вечер и времето во кое што Радарфорд пообичај, нели си, сабота вечер си, со својата фамилија, со децата, си имал библиски час, така да кажеме. И додека нели објаснувал, и во еден момент се свртал кон гостинот и му рекол, кажи ми колку беа заповедите? И тој рекол, 11. И се зачудил, Радарфорд рекол, абе, ови ирците дори не знаат дека има 10 заповеди. Меѓутоа, Ашер почнал да објаснува од овој текст и му направил впечаток на Радарфорд за познавањето на словото и како е вечера легнали и следниот ден саба или недела, Радарфорд имал обичај да стане рано, да отиде некаде во дворот на едно место и така, да се моли за службата. И го стигнал таму и почнал да се моли, слушнал дека до него веќе некој се моли во близина. И отишол и го видел гостинот. И му направил пак впечаток дека тој се моли многу ревносно, со добро познавање на словото. И му се приклучил и заедно се молиле. И потоа седнале, разговарали и разбрал за кого станува збор, дека е архиепископот Ашер. И му рекол, сакам денес да проповедаш од црква за 11-та заповед. И се случило чудо. Англикански архиепископ на презвитеријанска проповедалница. Да, големо чудо. И тоа е таа љубов. Не знам дали можеме да наречеме 11-та заповед, зашто не е, тоа е само по квалитет нешто поинакво. Заповедта си стои во целата Библија, но сликовито ни покажува, нели, како на крајот ќе не познаат дека сме негови ученици. Тоа е нашиот религиозен отпечаток, верски. Сега зборот религиозен за многу звучи така неправилно, теолошки, иако во сушност тоа е религија, врска со Бог. Има единствена правилна религија христијанството, така можеме да кажеме. Ние живееме во свет во кој што денес е популарно да имаш статусен символ, така се вика. Нешто кој што ќе го означи во светот твојот статус. Например, ако возиш Мерцедес, тогаш значи дека си богат. Тоа е твојот статусен символ. Ако имаш сонцето од Вергина и тетовирано си патриот, тоа е твојот статусен символ. Ако имаш, не знам, на раката на црните топчиња, значи си православен. Тоа е твојот статусен символ. Ние имаме статус и ние си избираме статусни символи. И тоа нашите статусни символи обично се така тесно деноминациони. Например, мојот статусен символ како баптист е крштевањето. Тоа е мојот статусен символ. Или пак, нели, ако сум презвитеријанин, заветната теологија. Или ако сум диспенсационален, есхатологијата или не, други работи. Си има статусни символи со кои, ете така, се гордееме. Како, јудеите, тоест равините, и они имат статусен символ. Тие равин ќе го познаеш уште на 200 метри со, или овие што ги носат овдека, со филактериите, тоест стиховите од Библијата и така натаму. И лесни се тие статусни символи да се ги ставиме. Секој може да ги стави. Ова, вели Христос, е нашиот статусен символ. Не сакам да кажам дека доктрината не е важна. Црква што загубила доктрина, значи црква која оди кон умирање. Тоа е вистината. За нас е важно учењето. Учењето не води до тој статусен символ. Меѓутоа,
Сето тоа треба да не води на крајот на Кришта кон љубовта. Ако не го одзема вниманието од љубовта, од христијанскиот живот како што Христос го моделирал, ние сме загубиле суштината. И ова Христос го кажува на учениците, кога тие статусните символи нас ни дават не само идентитет, но глупати и некакво така чувство на поголеми или некакво значење ни дават тие статусни символи. Така светот гледа на статусните символи. И да не забораваме дека Христос ова заповед им ја дава откако учениците на масата почнале да се расправат кој е најголем меѓу нив, кој ќе седна од лево и од десно. Лука вели дека тие на масата на вечерата се расправале за тоа. Во тоа царство што наближува. И Христос им ја дава таа заповед. А за таа љубов кој што тој им говори, е важно смиреноста. Не можеш ти да се сметеш за поголем од другиот, а да љубиш со таква љубов. И во еден таков момент, кога веќе завршува, само на кратко ќе почнеме, а ќе продолжиме својот текст, бидејќи 14 глава продолжение, се јавува Петар. Петар го копка нешто. Го копка она што Христос рече, одам некаде каде што вие не можете да дојдете. И сега Христос дава заповед. И тоа не било каква заповед. Заповед која така треба да поттикне многу размислување кај човекот. А она пак што е во главата на Петар не е заповед, туку Христовите збори, кај сега ќе оди овој? А ние не можеме да одиме таму. И ова што го кажува Петар е целосно во контекстот на разбирањето на учениците. Они што очекуваат? Христос сега да ги нападне, да изврши преврат во Јудеја, да ја симна римската власт, тој да се восцари и заедно со него учениците. Тоа е разбирањето. И сега наеднаш, во вклучниот момент, Христос вели, јас одам, ама вие нема да дојдете со мене. Тоа значи ке исклучува од сите тие следни настани. Да не си нашол можеби некој други, тој да не тајно да не прави преврат со некој други. И нас тука сега не остава, не зима со себе. И во тој контекст Петар вели, Господи, да знаеш дека ти не можеш да имаш поверен, а во војната е многу важно да имаш покрај себе некој што и животот е спремен да си го даде. Ти не можеш да знаеш полојален од мене. Јас ќе бидам рамо до рамо, ти може да се потпреш на мене. И заедно ќе одиме. Тие другите ги знаеме какви се. Слабичи, ама јас и животот ќе си го дадам. Со други зборови, не ме елиминира од тоа што се случува понатаму. И животот ќе си го дадам за тебе. Тоа вака, во човечки аспект, во тој контекст има логика. Меѓутоа представи си некој, на Бог му треба животот да си го дадеш за него. Тоа е голема ерес. И тука Јован Златоус вели, Петре, ти животот ќе си го дадеш за Господ. Кој ти го даде тебе животот? Господ ти го. Можеш ти да дадеш нешто ако Бог не ти го дал? Или можеш да направиш нешто ако Бог не ти ги дал силите? Многу абсурд, многу е смешно тоа што го вели овдека Петар. Јас сега за Христос ќе го дадам. Животот што Христос инаку не може што да прави. И тогаш му открива Христос што ќе се случи. Дека кога ќе почне се и кога ќе го видат учениците Христос фатен, мачен, понижен, ќе си отидат. Никој нема да биде спремен да си го даде животот. Тие беа спремни за некој царство земно. Сето тоа, до моментот кога ќе дојде Светиот Дух, ќе се исполнат со сила, ќе им се отворат очите, и навистина ќе си го дадат животот. Но за она царство, вечно царство, што Христос им го вети. Ја научија лекцијата сите ученици после. И Јован ја научи лекцијата. Јован, според традицијата, живеел, тоа е единственот кој успел да доживее старост и според истата таа традиција во црквите во Ефес, во Азија, во Ефес, бил толку стар и гласно бил толку веќе слаб, на носилки го носеле во црква
И тој само можел да каже, Борен можда, тој често пати, тој ме замислил мене како јас кога ќе остарам, ќе станам 90 години и наносила ќе ме носат до црква. Така импресионирана некако таа слика и јас ќе кажам како. Тој знал го да каже, чеда, љубете се. Тоа им го кажал, чеда мој, љубете се. Чеда мој, љубете се. Можел 2-3 пати да го повтори, толку биле силите, ама луѓето биле сакале да го видат големиот Јован. Им било тоа, им значило да го донесат Јован и да им каже, чеда мој, љубете се. Чеда мој, љубете се еден со друг. И раната црква е научи лекцијата. Знаете ли кој е едно од најголемото сведоштво во тој пагански свет, во кој што христијаните се малцинство, во непријателска Римска империја, кој ги привлекува паганите кон христијанството. Ете, има христијанство раните години многу противници. Најголемите латински и елинистички филозофски умови пишувале книги против христијаните во кои што ги исмевале. Но има едно нешто кој сите признавале. Љубовта на христијаните. Тертулијан цитира такви, нели, Тертулијан е еден од раните латински учители на црквата, првиот кој што го латинизира во западната црква богословието, теологијата. Тој цитирајќи еден таков филозоф вели, во книгата на филозофот пишува, абе погледнете се колку се љубат еден со друг и се подготвени да умрат еден за друг. И во своите сведоштво Тертулијан вели дека основната причина која што го привлекува кон христијанството, бил паганин, бил адвокат паганин, е токму таа љубов и спремноста да се жртвуваат еден со друг. А во еден друг текст, од еден од првите апологети христијански, Минуций Феликс, во неговото единствено оставено дело Октави, тој исто така цитира еден пагански филозоф, кој вели за христијаните, абе тие се љубат уште пред да се запознаат. Да, што говори нели за таа навистина божествена љубов. И тоа е таа нели христијанска љубов. И тоа е нашиот христијански символ. Без него не можеме да се љубиме така. Ако некој не го познава, нека дојде кај Христос. И тој ќе земе таа ништожна природа, да ја ослаби. Знаете, Христос не е само оној човек таму на крстот, во нашата ограничена човечка природа. Тој е бескрајниот Бог, во бескрајна природа. И кога Христос ќе се допреше со човечката рака, со човечката природа до нечист, тој не стануваше нечист. Нечистиот стануваше чист. Кога ќе допреше лепрозен, во божествената природа Христос очистуваше. И нечистиот стануваше чист. Доаѓањето кај Христос значи целосна трансформација. Тоа зима нашата грешна природа и ни дава нова природа, да живееме нов живот. Да не бидеме оние мизерни, себични, паднати суштества во греф, туку да живееме на висок стандард на живот. И да се открива славата Божја во нас. А докса е тоа, тој внатрешен Христос во нас да стане видлив во светот. Да го видат неговиот живот, да видат неговата мудрост, неговата сила, да видат неговата љубов, да го видат тој плод на Светиот Дух во нас. Господ нека ни помага и да се држиме здраво за него. Само во тоа единство со него, ние во него, тој во нас, можеме да ја живееме таа заповед. И, како негови ученици, да се љубиме, да бидеме едно. Едно во неговиот живот. И па, ајде да се молиме. Татко Небесен, ние те воздаваме слава за твојот голем план за спасение, кој во себе се одржи таква мудрост, што ние не можеме да ја сватиме. Не можеме да ја замислиме. Сила, љубов, божествени кои се надвор од нашето разбирање. А ти ја покажуваш таа љубов, бидејќи од секогаш ние сме били во твоето срце и твојот копнуш
да ги спасиш грешниците. И то не е мал брой, тук огромно множество, koje не можем да го изброиме. И ние те благодариме за тая любов, те благодарим за Твоят Син, koji го изпълни той план. За той прекрасен и милостив Спасител. И се молиме секојдневно да ни откриваш во Твоята благодат повеќе и повеќе за Твоята љубов, повеќе и повеќе познавање, за да се восхитуваме повеќе, да те љубиме повеќе и да те бараме повеќе, да те разбираме подлабоко, за да се љубиме ние еден со друг како што Ти си ни заповедал. Знаеме дека еден ден во Божјото царство ќе ги видиме нештата какви што се. Но сега давај ни вера, верувајќи да разбираме, разбирајќи да живееме. Се повеќе и повеќе во Твојата благодат. Во Христовото име се молиме за тоа. Амин.